Колешка Рамбавова, штипнете го колегата Коцич за образ, да се освести дека 3 години е власт во Република Македонија. Да не вика овде нема правда, нема мир и да штрајкува уште за Тамара. Девојчето кој го злоупотребивте за еден случај, секојдневно излегувавте и организиравте обид за убиство на тогашниот министер за здравство. И ти ќе ми зборуваш за култура. Од таа култура не сакав да спомнам, па колеги, цела партија ви е кластер. Вие зборувате за теретани. Колку пратеници, колку председатели на општински комитети. Министерот до вчера ви беше за внатрешни работи, ви беше позитивен. Еден куп ваши функционери. Зошто? Затоа што одржувате конгреси и за време на изборите одевте од врата на врата, делевте џомити пакети за населението, за помош, а и сега не ги почитувате мерките и цело време ја обвинувате опозицијата. Вие сте власт во Република Македонија, почитувани колеги. Одговорноста е ваша. Вие сте пратеници, директори, премиери, се сте вие во државава. Министри, вашите партии што сте на власт треба да се справат со ова зло. Ние кажуваме дека тоа не го правите. Ние, како и граѓаните на државава, бараме одговорност. Многу ми е гајле мене кој одел во теретана, ако треба казнете го. Но вие не ги почитувате никој мерките. Кај е одговорноста тука? Зошто не побарате одговорност од Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство? Очигледно е, соред ќе ви кажам полека, колега, ја ве слушав, слушајте ме и ви. Онма да ви кажам, дека цело време касните со мерките и цело време ве убедуваме дека се ненавремени, закаснети. Во еден период министерот ја убедуваше македонската јавност дека не треба да се носат маски на отворено. Јавно го кажуваше, постојат видеозаписи во емисии каде што гостуваше, го кажуваше тоа. Ќе ви доставам видеозапис каде што вашиот министер Филипче вели штетно е да се носат маски на отворено. За по неколку месеци ко виде дека нема што друго, бидејќи, како што кажав, сите мерки ги носите во паника и стихиња. Немате никаква контрола. Од почетокот па до денес. Цело лето имавте за да реновирате болници, за да реновирате одделенија, за да приспособите ковид центри. Зедовте 34 милиони евра кредит за здравството, уствари зедовте 90 милиони евра за справување со ковид кризата. Само 34 за здравство, останатите 55 за делење социјални пакети. Зошто? Бидејќи видат локални избори во Штип и повторно да спроведите подкуп на граѓаните на Република Македонија. Тоа го правите и тоа го знаете. Комисијата, уште еднаш ќе кажам, комисијата, ако била добра, немаше да ги имаме денеска овие бројки. Јас цело време и на минатата седница и сега кажувам, немам никаков проблем со докторот Филипче. Немам никаков проблем со докторот Караджовски. Но министерот Филипче е најслаб министер за здравство. Господинот Караджовски како доктор, како епидемиолог или што е, може би си е најдобар во струката, но носи политички одлуки под притисок на Зоран Заев. Затоа, уште еднаш ќе кажам, уште еднаш ќе напоменам, ве молам, премногу е ситуацијата сериозна. Луѓе не гледаат, луѓе што имаат мака. Бараат помош. Наместо овде да се обвинуваме за теретани, за Скопје 2014, за не знам што, дајте да донесеме една паметна одлука, зад која што ќе застаниме заеднички сите обединети. И ќе стоиме зад ние, уште еднаш ќе кажам, ние тоа го да се формира, велиме, стручно, но пред се независно тело. Уште еднаш ќе кажам, таа комисија ја затвори државата, направи тој локдаун што го популарно го нарекувате и го спомнувате, направи со 20-30 заболени дневно. Сега имаме, уште еднаш ќе спомнам, 1400. И таа комисија ќе ми кажете дека не носи политички одлуки, кога во самата реченица тоа што го вели, да, треба да се донеси рестриктивни мерки, да има полициски час, но со тоа ќе трпи економијата.
Па стручен е Караджовски да кажува за економијата, наместо да кажи во моментов мора да се воведе полициски час, бидејќи работата замина предалеку. А не е Караджовски стручен да зборува за економија, почитуван колега. Тоа се политички и политикански мерки и затоа овде бараме промена на таа комисија, создавање на нова и независна. Затоа јас ви зборувам. И ако продолжите со навреди, понатаму можеме да се навредуваме до сабаје. Да не се навредуваме. До сабаје ќе се навредуваме и ќе се расправаме, но нема тука ефект за граѓаните. Јас ви кажувам дека здравствените установи, здравствениот систем колабира. Медицински персонал веќе немаме. Еве ќе спомнам нешто и што го спомнав во претходната точка утрово. Сето се води од сферата на политиката. Во Прилеп имате 13 медицински сестри со високо образование. Директорот штедел и не ги пушта да работат сменски. Не штедел, тие се по некој случај членови на друга политичка опција и затоа му се реваншира да не земеле 100 евра месечно повеќе. Тоа е причината, јас ќе ви кажам. И ние сме против такво политичко, политиканско раководење со здравствените институции, со здравствените установи во Република Македонија. И секогаш, но посебно сега, во овој чувствителен, тежок период на пандемија. Затоа, внимавајте што зборувате, бидејќи кога сме кај култура, уште еднаш ќе спомнам. За еден случај Тамара, вие овдека сите протестиравте, фрлавте со бои, со не знам што, ги валкавте институциите кои уште дел не се исчистени од таа ваша шарена револуција. Но кога седнавте на овие кожени фотели, се заборавивте. И Тамара, но и овие 1500 кои сега се починат и овие 55.000 заболени до сега. И сега најдувате некои нови оправдувања, добро било, се било под контрола. Ништо не е под контрола. Под контрола е вашата функција како пратеници, директори, министри, на кожените фотели, удобно ви е, дотерани, секој ден, си идите на работа, а луѓето умираат. Истите оние луѓе кои ви дадоа поддршка, бидејќи се правеле грешки и во минатото. Да, признаваме, ние се правеле грешки. Но, уште еднаш ќе спомнам, замислете се, само за еден случај, колку го исполитизиравте со девојчето Тамара. До убиство, обид за убиство дојде ситуацијата. А сега кога цела држава ни е на колена, вие овде ни зборувате, па ворете се. Како не ви е страм?